Добар ден и добре дојдовте во Актуелна тера. Еве ги вестите на денот. Струјата, лебот и цигарите од денес со повисоки цени. Советниците за стадионот. Битолската полиција со повеќе кривични пријави за неколкумина битолчани. Македонец возел во Хрватска со 246 км на час. Од денес нови цени за граѓаните. После бензинот поскапуваат и струјата, лебот и цигарите. Струјата поскапе за 3,47%, лебот за 2 денари, а цигарите за 5 денари. После вчерашното поскапување на бензинот, кој во наредните 15 дена ќе се продава по повисока цена за 2 денари по литар, од денеска поскапуваат и струјата, цигарите и лебот. Како што соопштија вчера од Регулаторната комисија за енергетика, струјата поскапува за 3,47% и оваа цена ќе важи до 1 јули наредната година. Според новата цена за домаќинствата со едно тарифно бројло, киловат ќе изнесува 4,48 денари, додека оние со двотарифни ќе наплаќаат по 2,8 за ефтина и 5,59 денари за скапа струја. Новина е тоа што за прв пат ангажираната моќност од 33% е пресметана како составен дел од потрошената електрична енергија. Инаку, од вкупниот процент на зголемување на цената на електричната енергија од 3,47%, 1,52 се за ИЛЕМ, 0,66 за МЕПСО и 1,29% за ЕВА на Македонија. Поскапеа и обичните лебови на Житолукс, како и на поголемите фурни како Диме, Мусли компании и други. Обичниот леб од Житолукс од денеска е поскап за 2 денари. Од компанијата велат дека тоа е резултат на покачените цени на гасот и на нафтата. Од денеска почнува и постапката на зголемување на акцизата за цигари за 0,15, односно 0,20 денари годишно до 2023 година. Според проценките, цигарите што се продаваат по 50 денари за 10 години би требало да чинат 90 денари. Државниот тутунски комбинат од Прилеп веќе ги утврди новите цени кои важат веќе од денес. Сите брендови на компанијата поскапуваат за 5 денари, освен Рондо кој поскапува за 3. Тоа значи дека македонските граѓани од сега бренд наместо по цена од 50 денари ќе се продава за 55 денари, а за 5 денари ќе поскапат и Сан Слимс, Европа, 19, Филтер Ориентал и Малборо. Од Тутунски комбинат Прилеп велат дека со зголемувањето на акцизата од 0,15%, нивните давачки и даноци се зголемуваат за околу 50%, па тоа е причината за одлуката за покачување на цената на цигарите. Битолскиот совет на денешната седница покрај предложениот дневен ред расправаше и за последниот обид за продажба на фудбалскиот клуб Пелистер и покрај тоа што не беше ставена како точка на дневен ред. Оливера Михајловска. 22-та седница на Битолскиот совет денеска заглави уште пред гласањето на дневниот ред со 29 точки, меѓу кои беа распродажба на државно земјиште, работата на територијалната противпожарна единица, разрешување именување на членови од управниот одбор на Жабени, како и измена на неколку урбанистички планови. На прашањето од страна на претседателот на советот за измени и дополнување на дневниот ред, пред истиот да се стави на гласање, опозицијата побара како прва точка да се стави информација за состојбата со спортските клубови и објекти во Битола, пошто се заглави работата. Изминатата недела имаше неуспешен обид да се продадат акциите на фудбалскиот клуб Пелистер, чиј што доминантен собственик, 100% собственик е општина Битола. Во неколку наврати, најчесто предизборно, имаше силни ветувања од страна на градоначалникот Талески дека Битола ќе биде најспортски град во Македонија. Изборите поминаа, Талески повторно доби нов мандат за веднаш потоа да ретерира со изјавите дека ќе реконструира една трибина од стадионот, па до изјава дека општината не е таа што гради стадиони и дека се знае кој гради. Еве, ние не знаеме кој треба да гради стадион во Битола и затоа треба тој да ни ја даде таа информација. Пари формулирајте го во писмена форма и дека ми го биде градоначалникот директор службеноците. Ова е следничко прашање, значи не е точка на дневен ред, а цело време сабрајте што градоначалникот кој што не е присутен во мезата. Добро, дозволете да се не можам да ви дозволам, како да ви дозволам.
информација. Значи, во ред бараме информација. Предлогот на опозицијата не беше прифатен пошто коалицијата Сојуз за еднината подели листови на десниот табор со парола "Сакаме стадион во Битола". Дневниот ред остана непроменет пошто се усвои, а за време на 5-минутната пауза се огласи власт. Значи, повторно имаме на класична злоупотреба на говорницата од страна на опозицијата, каде што представува еден нивни очен обид за привлекување на внимание, без никаква креативност и на ист начин веќе гледаме скоро секоја седница. Во изминатиот период ја видовме во неколку различни угоди, еднаш држа метли, па друг пат облекуваа мајци наопаку, па носеа гасмаски, а денес ни открија Америка и ни соопштија нешто што сите го знаат и нешто што сите го сакаат. Советот на општина Битола е институција која работи според деловник и статут, а не е циркус за паради пред медиумите. И досега сме помагали во спортот во Битола, тоа ќе продолжиме да го правиме и понатаму, затоа што спортот бива и ќе биде еден од главните приоритети на ВМРО ДПМН и коалицијата. Опозицијата точката ја побарала заради последниот обид за продажба на ФК Пелистер. Токму ние со ова прашање денес сакавме да ги дознаеме деталите, бидејќи се шпекулираше со големи имиња и големи купци на клубот. Точно оваа точка беше поставена да ги дознаеме тие информации денес и дадовме можност градоначалникот и останатиот дел од владачкото мнозинство да дадат објаснување околу пропаѓањето за продажбата на спортскиот клуб Пелистер. Токму ваквите ситуации кои што произлекува и изминатава недела ден или 2 недели од прилика, можеби доведоа на штетна ситуација која што на еден начин практично пропадна првиот обид за продажба на фудбалскиот клуб. Меѓутоа тоа не значи дека тука се е застанато, нормално процедурата се продолжува понатаму. На крај опозицијата рече дека како политичари го направиле тоа што треба, но и како граѓани на Битола дале поддршка на статусот "Сакаме стадион во Битола" на социјалните мрежи, за да се кренела свеста на граѓаните и политичарите да се остварело ветеното, а не да поентираат политички. Седницата по ова почна со расправа по дневниот ред. Битолската полиција поднесе неколку кривични пријави за повеќе кривични дела, за тешка кражба, оштетување или уништување добра од привремена заштита или културно наследство или природни реткости, како и кривичното дело овозможување на употреба на наркотична дрога, психотропни супстанции и прекурсори. СВР Битола поднесе кривична пријава против СМ 22 години и НМ 18 години, двајцата од Битола за сторено кривично дело тешка гражба. На 8 и 9 и 6 2014 година во местноста Германски гробишта во Битола со употреба на камен го скршиле катанецот од манастирот Свети Јоан Богослов и извршиле тешка кражба на дел од инвентарот, причинувајќи материјална штета од 2000 денари. СВР Битола поднесе кривична пријава против ВР 31 година од Битола за сторено кривично дело тешка гражба. Пријавениот на 15, односно 16 август минатата година извршил тешка кражба во куќа лоцирана на улица Ѓорги Наумов, од каде одзел околу 3000 евра, златен накит и мобилни телефони во вкупна вредност од 400.000 денари, стои во дневниот билтен на интернет страната на Министерството за внатрешни работи. Исто така СВР Битола поднесе кривична пријава против МВ 52 години од Битола за сторено кривично дело оштетување или уништување на добра од привремена заштита или културно наследство или природни реткости. Пријавениот како собственик и инвеститор на деловен објект лоциран на булеварот 1 мај во Битола на 5 март оваа година без дозвола, односно одобрение од надлежен орган, извршил рушење на меѓукатните конструкции во објектот, кој е прогласен како добро под заштита на културно наследство и е интегрален дел на старата битолска џаршија. СВР Битола поднесе кривична пријава против ГТ 26 години од Битола за сторено кривично дело овозможување на употреба на наркотична дрога, психотропни супстанции и прекурсори. Од страна на полициски службеници на паркинг во Битола биле затекнати пријавениот и уште 2 други лица при конзумирање на наркотична дрога марихуана, која претходно ГТ ја набавил од непознато лице за паричен надомест од 500 денари. При извршен преглед на дистите и возилото пронајдени се 3 најлонски пакувања со наркотична дрога марихуана во вкупна маса од 7,49 грама. Во Хрватска македонец со БМВ возел 246 км на час.
Полициските кобри едва успеале да го фатат македонецот кој со своето БМВ возел речиси 250 км на час. Викендот хрватската полиција имала многу работа на автопатот Брега на Липовац, а рекордер бил македонецот кој возел 246 км на час. Казната била 3000 куни и забрана за користење на меѓународна возачка дозвола во Хрватска за една година, јави Јутарни лист. Чешкиот математичар и лингвист Јакуб Маријан на својот блог објави интересна мапа на која ја покажува просечната интелигенција на луѓето од европските држави. Тој објаснува дека мапата настанала според статистичките податоци од 2007 година, објавени во проектот Г-фактор на Хајнер Рајндерман, кој користел податоци од тестовите за интелигенција во државите низ Европа. Маријан исто така наведува дека со мапата не сакал да промовира или пак да исмева некоја држава, туку дека само цитирал статистички податоци. Квалитетот на едукацијата во голема мера влијае на тестовите на интелигенција, па понискиот коефициент на интелигенција укажува на помал пристап до квалитетна едукација, а не на ниска вродена интелигенција. Вистинското прашање е како може европското општество да им помогне на државите со послаби образовни системи. Највисока просечна интелигенција имаат граѓаните на Финска со коефициент на интелигенција 103. Според мапата, Македонија има просечна интелигенција со коефициент 88, што е исто колку и Турција и послабо од речиси сите наши соседи. Најниска просечна интелигенција има во Албанија со 83, а потоа е Босна со 84. Одржана петтата поред џип турнеја Мариово. Со џип низ Мариовските убавини. И за други вести по кусата пауза. Останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: кои од овие земји ќе играат во големото финале во Бразил? Бразил, Холандија, Франција, Аргентина, Коста Рика, Белгија, Германија, Колумбија. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Тарифните потрошувачи од денеска ќе плаќаат за 3,47% поскапа цена за потрошената електрична енергија, цигарите ќе поскапат за 5 денари. Временското ограничување на пловидбата на скутери во Охридското езеро стапува на сила денеска. Граѓанското движење Разбуди се го изразува своето несогласување и длабока разочараност за доживотните казни затвор за 6 од 7 лица обвинети во монструозниот случај така наречен Монструм. Во духот на светското првенство во фудбал, премиерот Никола Груевски и неговиот колега, премиерот на царството Јапонија Шинзо Абе, размени адресови со број 20. Францускиот екс-председател Никола Саркози е приведен на сослушување поради наводно влијание кое го злоупотребувал со својата председателска функција. Напорите на истокот на Украина да се продолжи примиријето пропадна, а украинскиот председател изјави дека одлучил прекинот на огнот да не биде продолжен, одговорноста за тоа им ја префрла на сепаратистите. Теренски возила џипови викендов возеа по карактеристичните терени на Мариовскиот крај. Викендов се одржа петтата поред џип турнеја Мариово. Маја Богоевска. Викендов се одржа традиционалната џип турнеја Мариово по петти пат. Тргнаа од пред општина Новаци и возеа траса со вкупна должина од 160 км. Џип турнејата Мариово е туристичко возење по шумски патеки, земјен пат, на кои се наоѓаат природни препреки, како што е кал, големи успони, зелена трева, камења, вода и друго, на кое учествуваат теренски возила џипови, се вози по карактеристичните терени во Мариовскиот крај.
Целта на ова возење е запознавање на убавините на Мариово, културно-историските споменици, дружење, соработка со други автомотоклубови од земјава и странство, како и развој на алтернативните спортови и алтернативниот туризам. Се посетија терените на Ореово, Грумази, Скочивир, живописните терени по течението на Црна река, ловиштето Нидже, Зович, Чебрен и други терени. За прв пат џип турнејата Мариово е одржана на 19 и 20 јуни 2010 година. Позитивното искуство на сите учесници беше мотив плюс за претворањето на џип турнејата во настан, кој се одржува најмалку еднаш годишно, со број на членови кој постојано се зголемува. Привршуваат хортикултурните активности за уредување на општинскиот двор во општина Новаци. Деновиве на ново созиданата ограда беше поставена нова ограда од ковано железо и големи порти. Се засадува нова трева и зимзелени садници надополнети со интересни хортикултурни аранжмани во општина Новаци. Се чисти фонтаната, која е надополнета со 2-метарскиот споменик на единствениот Мариовско-Лерински војвода од овај крај, дедо Колјо Добровенски. Деновиве на новосозиданата ограда беше поставена нова ограда од ковано железо и прекрасни големи порти. Превршуваат активностите околу целосното завршување на проектот кој започна пред 2 до 3 години, а тоа е надградбата и реновирањето на општинската зграда со комплетно уредување на дворот на општина Новаци. По завршувањето на овие финални работи, како што е засадувањето на зеленило и хортикултурно уредување, за многу брзо време и официјално свечено ќе пуштиме во употреба новата општинска зграда со комплетно реновираниот дворен простор, изјави Лазар Котевски, градоначалник на општина Новаци. Градоначалникот Котевски рече дека во склоп на општинската зграда целосно се реновира и салата за состаноци и приредби, како и една соблекувална, за што беа потрошени 500.000 денари општински средства. Европа доби нов парламент. Мартин Шулц пак ќе го води Европскиот парламент. И за други вести од светот по паузата. Останете со нас. Промоција на изложбата за вредностите на авторката Валентина Илиевска. Се одржа 6-тиот поред поетски фестивал. Српскиот поет Стефан Симич промовираше 2 книги во Битола. Свечено се отвори ултрамодерниот бар and динер ресторан Скандал. Мартин Шулц пак ќе го води Европскиот парламент. Европскиот парламент на својата прва седница по изборите што се одржаа во мај го реизбра германскиот пратеник Мартин Шулц за свој председател. Шулц, кој досега ја извршуваше оваа функција, на тајно гласање доби поддршка од 409 од вкупно 721 присутен пратеник во Европарламентот, но само 612 гласови биле валидни. За изборот имаше и тројца против кандидати, но никој не успеа да му се приближи со бројот на освоени гласови. Тој припаѓа на групата на социјалдемократи, со оглед на тоа што е член на Германската социјалдемократска партија, но пред почетокот на седницата припадниците на десницата во Европскиот парламент, Европската народна партија, најавија дека ќе го поддржат неговиот избор. Пленарната седница во Страсбург ќе трае 3 дена, во текот на кој ќе се конституираат органите на парламентот и ќе биде представена програмата за 6-месечното председавање со Европската унија, што денеска го презема Италија. Поранешниот француски претседател Никола Саркози е задржан во полицијата поради сомневање за злоупотреба на службената положба и кршење на тајноста на истрагата, јавуваат француските медиуми. Како што јавуваат светските медиуми, Саркози е уапсен во Нантер, близу Париз. Според наводите на медиумите, овај настан ќе ги намали шансите на Никола Саркози повторно да се кандидира за изборите во 2017 година. Истрагата што се води би требало да утврди дали Саркози, додека беше председател на Франција од 2007 до 2012 година, му ветил на еден судија висока позиција во Монако, во замена за информации за истрагата што се води против него. Според наводите на медиумите, вчера е сослушан и еден од адвокатите на Саркози, Тиери Ерзог, кој наводно се обидел да набави информации за процес што се води против поранешниот председател на Франција. Вчера е сослушан и еден од судиите, Жилбер Азибер. Според законот, Саркози не може да биде задржан во полицијата подолго од 48 часа.
Турскиот премиер Реджеп Тајип Ердоган се стреми кон председателската функција. Неговата конзервативна исламска партија АКП го номинираше за свој кандидат за председателските избори на 10 август. Заменик председателот на АКП Али Сахин ја објави номинацијата на Реджеп Тајип Ердоган на партиски собир во Анкара. На гласањето на 10 август 60 годишниот Ердоган ќе настапи против двајца кандидати на опозицијата. Според анкетите, Ердоган има добри изгледи да освои повеќе од 50% од гласовите уште во првиот круг на изборите. Намерите на Ердоган да се кандидира за председател во Турција со недели беа јавна тајна. Премиерот досега не објавуваше ништо на таа тема. Актуелниот председател Абдула Ѓул пред неколку дена објави дека се откажува од нова кандидатура. Според медиумски шпекулации постои можност Ѓул да ја преземе премиерската функција доколку Ердоган биде избран за председател. ИСИЛ, исламистичката милитантна група која прогласи калифат, тоест исламска држава на територијата на Ирак и Сирија, објави 5-годишен план за глобална доминација. На картата на ИСИЛ се териториите кои милитантите планираат да ги освојат, а меѓу нив и целиот Балкан. Во неговите територии се вклучени Шпанија, Блискиот Исток, Северна Африка и големи делови од Средна Африка. Сунитската терористичка организација ИДИЛ прогласи калифат на териториите кои ги контролира во Сирија и Ирак на почетокот на светиот муслимански месец Рамазан. Во калифатот, секуларните и религиозните политики се во рацете на еден лидер, а тоа е Абу Бакр ал-Багдади, според снимената аудиопорака која групата ја дистрибуираше низ интернет. Израелската армија ги сруши куќите на двајцата главни осомничени во киднапирањето на тројцата израелски младинци пронајдени мртви крај Хеброн на западниот брег, објави Асошиетед Франс Прес, цитирајќи очевици. Куќите на Маруан Каусаме и Амер Абу Ейше, членови на палестинската организација Хамас, биле разнесени. 16-годишен палестински младинец пак беше убиен во судир со израелските војници на западниот брег на реката Јордан. Тој фрлал импровизирани гранати за израелските војници кои вршеле апсења. Израел го обвини Хамас дека стои зад киднапирањето и убиството на тројцата младинци и израелскиот премиер изјави дека движењето ќе плати скапо за тоа. Хамас го обвини Израел дека го користи убиството на момчињата како изговор за зајакнување на воените дејствија против палестинците. Портпаролот на движењето ги отфрли сите обвинувања дека е вмешан во смртта на младите и изјави дека Хамас знае како да се заштити. Скандалозниот градоначалник на Торонто Роб Форд се враќа на работа денес откако ќе заврши неговиот престој во клиника за лекување на зависности и алкохолизам. 44 годишниот Форд замина на клиника во Чикаго во почетокот на мај, во екот на предизборната кампања за предстојните локални избори. До одлуката дојде откако беше лансирано ново видео каде се покажува дека пуши крек. Се очекува денешното негово појавување да биде запаметено и поради неговиот сменет изглед. Неговите најблиски тврдат дека контраверзниот градоначалник бил значително ослабен. Иако со нарушен имидж, Роб Форд смета дека ќе биде реизбран за нов мандат на изборите кои ќе се одржат на 27 октомври. Какво време не очекува во наредните денови? Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот.
Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на Актуел. Ви благодариме за вниманието. Повеќе информации на tera.mk. Пријатно!